Добро утро. Посакувам на сите оние кои што се и ова утро заедно со програмата на Алфа телевизија со Добро утро секое утро. Важно и значајно е да зборуваме за тоа како треба да се подготвиме за едно летно патување. Подготовката на автомобилот е многу поинаква во зимските услови во однос на летото. Овде се нашите пријатели Автомотов сојузот на Македонија кои што ќе ни помогнат токму околу тоа. Ова утро ќе му посакам добро утро на Александар Бошнаковски, управител на АМСМ. Ви благодарам што сте заедно со нас. Добро утро на вас и поздрав до вашите гледачи. Бошнаковски, што е она што можеме да го направиме како први чекори сами кога се работи за подготовката на автомобилот? Па тоа е малце поспецифично сега заради познавањето нели во делот на автомобилизмот и механиката, меѓутоа нели визуелната контрола, надворешното, проверката на нивото на маслото, проверката на разладната течност, нели проверката на сигнализацијата, трепкачите. Тоа би било во кратки црти што можеме ние сами како индивидуалци да го направиме пред почетокот на нашето патување за летниот одмор. Летните одмори веќе се започнати, можеби во моментот некој што не гледа се подготвува во овој момент за патување. За сите оние кои што веќе го планираат својот одмор, со време, на време да ги известиме што е она што не смееме да си замислиме самите да го правиме, односно задолжително треба да го погледне соодветно лице, односно да се однесе автомобилот на сервис. Кои се работите кои што не смееме сами да ги правиме? Па, освен ова што го набрав на почетокот, сето останато треба да го направи стручно лице. И за таква нели намена, еве на пример ние во Автомотов сојуз, сите наши членови веќе 2 месеци имаме бесплатна летна проверка и ги покануваме и сите тие кои што не биле да го направат тоа. При донесување на возилото, нели, во сервис кој што е нели обучени стручни луѓе кои што ги имаат, значи прво се прави проверка на целосното подвозје, нели, на кочиониот систем, на сигнализацијата, на нивото на течности, на разладната течност, како и на течноста на нивото во клима нели уредот, како би можело возилото да биде спремно за патување на подолги дестинации и да ги издржи овие високи температури летни кои што се пред нас. Да. Што е она што најчесто го прават луѓето како грешка? Верувам дека честопати се соочуваат вие можеби и со прашања, со непријатни ситуации од вашите корисници. Што е она што најчесто го грешиме во летниот период, а може да предизвика ризик кога се работи и за автомобилот, но и за безбедноста на патниците? Видете, значи возилото е, како да го кажам, значи сложен механизам, нели? За сето тоа е потребно стручно лице. Ние како народ секогаш викаме све си знаеме, меѓутоа ние тоа не го препорачуваме и затоа постоиме тука за сите наши членови и за сите наши клиенти. Ја не би препорачал некој на своја рака да превземе нешто, не знам, тропкало или нема проблем, ќе издржи или никогаш тоа не се знаеш до што каков поголем проблем може да доведе и затоа мислам дека нема потреба да правиме никакви грешки, него нека се јават на нашите броеви, нели, и нека го донесат возилото во сервис за да направиме целосна проверка од стручни лица. Да ги споменеме и пневматиците, подготовка околу пневматиците. Секако, значи сега е летниот период, ние сме го дискутирале тоа, значи сега возилото мора да има летни пневматици. Не знам колку имаме нели време, затоа што смесата на самиот гума од пневматикот, за разлика од зимскиот, се однесува различно на асфалтната нели површина. Сега само за кратко, нели зимскиот пневматик пошто е погуста, значи потврда да има поголема бучавост и контактот со асфалтната површина не е доволен, со тоа се загрозува безбедноста, нели? За разлика летниот нели пневматик кој што е наменски направен за високи температури, деформирањето при високите брзини нели овозможува нели на смесата, односно на масата од која што е правена самиот пневматик да остварува подобар контакт со асфалтната површина, што е многу битно за безбедно управување со возилото. Да. Би сакала да ставиме апострофи на оние кои што можеби прв пат патуваат прв пат одат со автомобил на патување, на летување. Да. Кажете ми, дали сте вие достапни? Дали можат да ги завртат вашите телефонски броеви за вакви совети? Дали постои таква линија каде што можете да... Секогаш, значи, ние даваме и совети, значи, нашиот добро познат број 196, така и во 115 555 за патните информации се достапни 24/7. Луѓето може да се јават за било каква потреба, информација, прашање во делот на патувањето, потреби за возило, што треба да се направи, потребни документи,
проодност на патишта, така да ние сме достапни 24/7 на познатите броеви, да. Откако ќе го подготвиме возилото, што значи непосредно пред поаѓањето, знаеме дека утре треба да тргнеме на одмор, какви се оние последни подготовки околу возилото, околу автомобилот? Што треба да направиме во последните часови? Видете, значи, ако возилото претходно било на проверка, направен е редовен сервис, променето масло, филтри, проверени се пневматици, кочиониот систем, разгладните течности, ние останува да се спремиме тоа што ќе си носиме, да провериме документите, дали имаме, ако напуштаме нели нашата држава, зелен картон за возилото, ако управуваме со туѓо возило, значи дозвола за управување со туѓо овластување моторно возило, меѓународна дозвола, нели, тоа се потребните документи без кои што не треба да го преминеме граничните премини, односно тоа се потребно. Значи, освен проверката на возилото и исправноста на возилото, потребни се и овие документи кои што ги набрав за нашето патување. Да. Да, и овде би сакала да го споменеме и моментот околу подготовка на возилото, да го ставиме на сенка. Влегувањето во автомобилот првично на високи температури знае да биде фатално, односно навистина температурата во автомобилот е многу повисока од надвор. Како треба да се однесуваме во однос на температурата и во однос на климата? Како треба да управуваме? Видете, температурата многу лошо влијае не само на возилото, него и на самиот човечко тело и доаѓа до него нели, како на прегревањето на автомобилот, така и се покачува температурата на човечкото тело, со што може да доведе до нели, намалување на рефлексноста, односно загрозување на безбедноста при управувањето со возилото. Таа намена, значи, при тргнувањето возилото би било препорачливо, ако се има можност да се најде по некоја сенка, нели, да биде по сенка, за да не биде загреена, нели, кабинскиот простор на возилото, кој што ќе ги оптоварува и патниците и нели секогаш и малите деца кои што се со нас. Да. Доколку немаме сенка, како да се снајдеме? Значи, сега ако немаме сенка, би било препорачливо пред тргнувањето да се отворат сите 4 врати, да се едно 10-15 минути да се остави возилото, да се климатизира, односно да се прилагоди со надворешната, нели, температура. И воедно при патувањето, нели, при користењето на клима уредот, ако се многу високи надворешни температури, знаеме дека е топло, меѓутоа не се препорачува целосно користење за цело време за патувањето да се користи клима уредот од причина што нели од ветробранското стакло цело време сме на сончеви зраци, големи разлики на температури не се добри за човечкото тело. Колкава разлика препорачувате? Еве, например, ако е околу 35-40 степени, колкава треба да биде разликата? Сите студии, значи испитување, разликата на температурата во кабинскиот простор и надворешна температура не треба да биде поголема од 5 целзиусови степени. Да. Кажете ми околу поаѓањето. Што предпорачувате, кога е најпаметно да се појде, односно дали е тоа се раните утрински часови за да се избегне горештината, за да се стигне порано на соодветната дестинација, кога треба да тргнеме да патуваме? Најдобро е да се започне патувањето во раните утрински часови или во попладневните часови, односно оној период, да речеме од 11 до 3-4 попладне да се избегнува, пошто тогаш се и највисоки температури, воедно ќе бидеме нели изложени можни и на чекање на долги редици на граничните премини, кои што воедно прават и наша нервоза, нели го оптоваруваат возилото и во најголем број например наши интервенции од службата за помош и информации за шлепање се на граничните премини поради прегревањето на самите возила, затоа што од 90% случаевите сите сме со мали деца, нели, е цело време уклучена климата, возилото работи во место, нели, го оптоварува возилото и доаѓа до негово прегревање, што баш не е убаво уште тогаш да се прекине нашето патување за летните одмори, да. Ги споменавте малите деца, би сакала овде да позборуваме и околу тоа, патување со мали деца. Верувам дека дел од гледачите кои што не гледаат во моментот можеби за прв пат одат со своите најмили на патување. Вашите совети и препораки за овие луѓе? Па не секогаш е интересно со мали деца, нели, они се хиперактивни, не може да седат мирни. Значи, едно од прво законските обврски кои што ке нас не е многу ретко, често се применува е детското седиште, кој што е и законска
обврска, меѓутоа мало дете дека ќе седи цело време, значи тоа би значило почести застанувања, почести одмори под ладовина, конзумирање на многу течности. Тоа е многу битна работа на високите температури и тоа би било препораки за со малите деца. Значи почести застанувања и малце одмор како и за повозрастните и за родителите, така и за малите деца. Да, и кога се мисли на течности, се мисли на вода, не на сокови со шеќери, колку што знам и колку што јас сум научила низ годините од дома само, така? Да. Така да, течностите се обавезно при патувањето. Значи обична вода, значи никако сокови или нешто, значи може да е тоа цеден природен сок и само природна вода, по можност да стои во некоја торба која што ни е за ладење, затоа што на високи температури водата одма ќе се стопли, не е баш пријатна значи некоја собна температура да ако може да се обезбеди во возило. Значи се препорачува конзумирање само на обична вода. Затоа што шеќерите и сите сокови кои што се случи не терат повеќе на вода, уствари нас не освежуваат, него ни даваат лажно дека сме освежени, дехидрираат, да. Кога сме веќе кај децата, би сакала овде да искористам приликата и да апелираме внимателно однесување доколку излегуваме од автомобилот, а да ги оставаме децата да бидат сами во автомобилот. Како треба да се однесуваме? Значи тоа не смее да си го дозволи ни еден родител, значи си имаме случаеви кога детето е заборавено во возилото, значи тоа не сме да се дозволи затоа што високите температури доведуваат до дехидрирањето не само на децата, на било кого и може да дојде до несакани последици. Воедно и кога се застанува на автопат, нели секогаш треба да се застане на обезбедено паркинг место заради безбедноста на патниците на возилото и за сообраќајот. Да. Така. И уште за крај, да го заокружиме разговорот, зачестени се мотоциклистите, велосипедистите, еден апел до сите оние останати учесници во сообраќајот, како треба да се однесуваме со нив. По сила на закон, велосипедистите не треба баш да се наоѓаат на автопат. Во делот на мотоциклистите, они се учесници во сообраќајот, така да сите законски регулативи, прописи во делот на безбедноста на сообраќајот важат како за автомобилите, важат и за мотоциклистите. Тоа е тоа. Сега што они носат безбедносна облека, па е многу потопло на нив, меѓутоа сега тоа е тоа, не можеме тука тоа да го спречиме. Така да како законот за безбедност на сообраќајот важи за автомобилите, така и за сите учесници во сообраќајот кои што се со моторен погон, вклучувајќи ги и мотоциклистите. Да, и она непишано правило да се развија малку повеќе сообраќајната култура, пропуштање на оние кои што треба да имаат предност, малку повеќе разбирање и толеранција. Тоа би значило почитување на законските прописи. Значи, ако законот предвидува на тоа делница да се управува со таа брзина, треба да се управува со таа брзина. Ако не е дозволено претекнување, не смее да се претекнува, без разлика какви се температурите, како е значи мора да се почитуваат, затоа се и е напишани за да ги исклучиме да не дојде до несакани последици. Да. Благодарам за гостувањето во Добро утро секое утро. Секое време. Хубав ден. Благодарам за убавите и корисни совети кои што ги дадовме. Верувам дека искра им помогнавме на нашите гледачи. Можеби некој во моментов се подготвува, ги пакува куферите и го потсетивме на некои работи. За самиот крај јас ќе посакам среќен пат на сите вие кои што ќе патувате. Возете безбедно и секако почитувајте поставената сообраќајна сигнализација.